Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски во објава на социјалните мрежи сподели дека ветувањето кое го дале ќе стане реалност, односно дека град Скопје ќе добие 100 нови градски автобуси. Со одлука на владата на Република Македонија, Скопје ќе добие 100 нови современи и целосно еколошки градски автобуси, чекор што ќе го промени секојдневието на илјадници граѓани кои го користат јавниот превоз, истакна Ѓоргиевски во објава на социјалните мрежи. Според премиерот Христијан Мицкоски, на град Скопје ќе му бидат доделени 100 автобуси и 50 полначи. Тоа значи безбеден, навремен, достоинствен јавен превоз, но и силен удар во корист на заштита на здравата животна средина и чистиот воздух. Наш приоритет што го должиме на нашите деца и идни генерации, вели Ѓоргиевски. Додава дека оваа одлука е дел од стратешкиот договор влада со влада помеѓу нашата и владата на Унгарија, што овозможува набавка по исклучително поволни услови. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски сподели дека општина Бутел објавува повик за доделување на финансиска помош за најранливата категорија на пензионери од општината. Објавуваме јавен повик за доделување на еднократна финансиска помош и поддршка во висина од 2000 денари на најранливата категорија на пензионери со минимална пензија. Јавниот повик е отворен од 3 до 24 февруари оваа година, информира Костовски. Потребната документација може да се достави секој работен ден во просториите на општина Бутел од 9 до 15 часот. Право на финансиска поддршка ќе остварат граѓани кои имаат постојано живеалиште на територија на општина Бутел, приматели на старосна, семејна или инвалидска пензија, чиј што износ не е повисок од 22.547 денари. Костовски посочи дека исплатата ќе биде на принцип прв дојден, прв услужен. Од улицата Коперникова во Драчево започнавме со големата екоакција за интензивно чистење на парковите и јавните зелени површини во Киселавода, сподели градоначалничката Бети Стаменковска Трајковска. На терен беше присутен и директорот на јавното предпријатие Паркови и зеленило Муамер Сефери. Активностите се реализираат согласно претходно договореното со јавното предпријатие Паркови и зеленило и ќе траат една седмица, доколку дозволат временските услови, истакна Стаменковска Трајковска. На терен се ангажирани сите екипи и механизација. Се собира лисна маса, се расчистуваат паднати гранки и отпадоци. Се подкаструваат и отстрануваат суви проблематични дрвја, а се уредуваат јавните тревници во сите урбани и местни заедници. Информираат дека акцијата ќе продолжи на улиците Народни херои и Пушкинова. Порача дека ваквите теренски зафати ќе продолжат и во наредниот период. Ги повикува граѓаните со одговорно однесување да придонесат за заедничките простори. Јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје известува дека со цел да овозможи поголема достапност на услугите за своите корисници, отвори нов наплатен пункт во општина Ѓорче Петров. По тој повод, директорот на предпријатието Иван Митровски изврши увид во функционирањето и подготвеноста на новоотворениот наплатен пункт. Со отворањето на овој наплатен пункт, на корисниците им се овозможува плаќање на месечните сметки, проверка на состојбата на долгот за потрошена вода и пријавување на состојбата на водомерите. Наплатниот пункт е лоциран во постоечкиот објект на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје, на улицата Ѓорче Петров до Тинекс маркетот. Ке работи секој работен ден од 7:30 до 15 часот, соопшти Водовод. Оттаму информираат дека наплатниот пункт во Сарај е затворен. Општина Аеродром сподели убава вест за најмалите жители во општината. Имено објектот Калинка во Стар Аеродром во рамките на детската градинка Срничка доби целосно реновирани тоалети и за дечињата и за вработените. Тоалетите се целосно адаптирани на возраста на најмалите, со цел да им овозможат поголема удобност, безбедност и хигиена.
посочија од општината. Дополнително уредена и нова просторија за престој на дечињата, опремена со дидактички материјали за различни возрасти. Создаваме подобри услови за растење, игра и учење, затоа што секое дете заслужува топол и безбеден простор, порача од локалната самоуправа. Владата најави реконструкција на две сообраќајници, едната во општина Бутел, а другата во општина Сопиште. Како што информираат, проектот за реконструкција на кракот улица 30 во населеното место Љуботенски пат во општина Бутел опфаќа санација на коловозот во должина од 900 метри и вкупна површина од 3500 квадратни метри, со активности кои вклучуваат машинско гребење на дотраениот асфалт, копање и поставување на нова носачка подлога, вградување нови шахти и сливници, како и проширување на улицата, каде што тоа е изводливо. Овие градежни зафати се изведуваат со цел да се обезбеди стабилна и квалитетна патна основа, отпорна на оштетување и со зголемена безбедност за сите учесници во сообраќајот. Инвестицијата изнесува 5.762.686 денари, средства обезбедени од буџетот на владата преку Министерството за транспорт, информираат од владата. Проектот за реконструкција на улица 6, село Долно Сонје во општина Сопиште пак опфаќа реконструкција на улицата во должина од 930 метри, со променлива ширина во трасата која се движи од 3,5 до 5 метри, во согласност со теренските услови и потребите на локалната заедница. Инвестицијата во износ од 8.156.726 денари е обезбедена од буџетот на владата преку Министерството за транспорт, како дел од поширокиот процес на модернизација на локалната инфраструктура, се вели во соопштението од македонската влада. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.